Now, I want to bring you something from the scriptures, and so I'm going to ask Victorio to read from Acts 12, verses 1 to 24. Сега ќе навлеземе во Библијата и главата што ќе обработуваме е Дела апостолски 12 и ќе прочитаме од стих 1 до стих 22, до 24 стих, значи скоро целата глава. Први стих, Дела 12, апостолски дела, глава 12. По тоа време царот Агрипа, Ирод Агрипа, им зададе многу маки на неколку припадници на црквата. Со меч го погуби апостол Јаков, братот на Јован. Кога виде дека со тоа им угодува на еврејските челници, го уапси и Петар. И тоа за време на празникот без квасници. Го фати Петар, го затвори и нареди 4 групи од по 4 војници да го чуваат, а по Паската да го изведе на јавно судење пред народот. Додека Петар беше в затвор, целата црква сесредно му се молеше на Бог за него. Ноќта пред Ирод да го изведе на суд, Петар спиеше меѓу двајца војници, врзан со 2 синџира, а пред вратата на затворот стоеше стража. Одеднаш ангел Господов му приде и светлина болсна во келијата. Го почупна по рамото и го разбуди, велејќи му: станувај брзо. Тогаш синџирите паднаа од неговите раце, а ангелот му рече: препашај се и обуј си ги сандалите. Петар го послуша. Потоа му рече: префрли си ја наметката и оди по мене. Така Петар излезе од затворот, следејќи го ангелот, и не беше свесен дека тоа што се случува е најаве, туку мислеше дека сонува. Ја поминаа првата стража, ја поминаа и втората стража, дојдоа пред железната градска порта и таа сама им се отвори. Па излегоа и тргнаа по една улица. Тогаш ангелот исчезна. А кога Петар дојде на себе си рече: сега си уверив дека Господ на вистина испрати свој ангел да ме избави од Ирод и од она што сака да ми го сторат евреите. Потоа Петар се упати кон куќата на Марија, мајката на Јован, со прекар Марко. Таму имаше многу христијани собрани на молитва. Чукна на портата. Дојде слугинката по име Рода и кога му го позна гласот од радост, не му отвори, туку се втрча во куќата да им каже дека Петар стои пред портата. Ти не си пред себе, им рекоа луѓето, но таа упорно тврдеше дека ја зборува вистината. Тоа мора да е негов ангел, велеа тие. Петар продолжуваше да чука, и кога конечно му отворија и го видува, се стаписа. Им даде знак со раката да молчат и им раскаже како Господ го изведе од затворот, па додаде: Јавете му за ова на Јаков и на другите браќи христијани. Потоа Петар се замена и отиде на друго место. Кога се раздени, стана паника меѓу војниците. Не знае што се случило со Петар. Ирод испрати потера, но не го најде. Ги испрашуваше истражарите, но безуспешно, па нареди да ги погубат. Потоа Ирод ја напушти Јудеја и привремено се пресели во Цезарија. Ирод беше во многу лоши односи со граѓаните на Тир и на Сидон. Тие се здружија и испратија кај него делегација. Го подкупија власт кој му беше соба и побараа да склучат мир, бидејќи нивната земја добиваше храна од земјата на царот Ирод. На договорениот ден Ирод се облече во царска облека, седна на престолот и одржа говор на собраниот народ. Народот одушевно викаше: ова е глас на Бог, а не на човек. Во истиот миг ангел Господов го удри со болест.
зашто не му одаде слава на Бог. Во неговото тело се развија црви, од што тој набор го умре. А Божјата порака се пошироко се проповедаше и бројот на христијаните растеше. Thank you. Now that's a very famous chapter from the scriptures. Ова е многу позната глава од Библијата. It's telling the story, the whole book of Acts is telling the story of the progress of the gospel. Оваа глава и целата книга на апостолски дела го кажува прогресот и ширењето на евангелието. And in that story, in the whole book, there are many very encouraging and helpful stories. Во целата книга и во оваа глава има многу интересни истории и идеи за нас. I think chapter 12 is very significant. It is both encouraging and yet very realistic at the same time. Оваа глава е многу значајна, воедно што има аспекти кои се многу охрабрувачки и аспекти кои се реални. Now, when you read the story, it's very tempting to have your imagination captured by the escape from prison, the great rescue, and the prayer meeting as the church prays. Кога читаме главата, има голема тенденција нашата имагинација да биде заробена со случувањата што се опишени како фаќањето на Петар, спасувањето на Петар и така натака, и Ерод, случајот за Ерод. And that is a good story. That's an important part of it. But if that's all we see, I think we miss the bigger point that is here. Ако само се фокусираме и гледаме на интересната случка што се случува, а не на останатото, губиме од сторијата. So what I want to do tonight is to try and get that big point for your encouragement and for the encouragement of us all. Мојата поента или стремеж вечерва ќе биде да ја доолувам главната цел или поента на главата, не да се фокусирам на специфични детали. So, the question is, how does the kingdom come? And this chapter gives us 3 answers. Прашањето е како доаѓа царството Божјо. И оваа глава ни дава 3 одговори на тоа. The first one is this. Sometimes there are miracles. First point. Првата точка е понекогаш има чуда кои се случуваат. That's the big story that's here. Peter, the most important leader, is arrested. Петар, кој е главниот лидер во црквата, во еврејската црква тогаш, е заробен. And it is a disaster. И е катастрофа. Herod is a powerful man, and he has decided that it will benefit him if he persecutes this church. Ирод е моќен човек, цар, и одлучува дека ако ги гони христијаните и нанесе лошо, тоа ќе му угоди на него, на неговата власт. So Peter is imprisoned and he is securely guarded. Петар е во затвор и е добро чуван. But what Herod didn't know is that if you pick on Peter, you pick on the church. Тоа што Херод не знаеше е дека додека го повреди Петар
или му наштети на него, во исто време му наштетува и ја повредува црквата. So we read here, need my glasses. We read here verse 5, that Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. И гледаме во стих 5 од главата, додека Петар беше во затвор, целата црква сесредно му се молеше на Бог за него. So we read the story, God's people pray, and as they are praying, God does a great and a notable miracle. Гледаме дека како црквата и луѓето на Бог се молат, Бог прави чуда во случајот со Петар. And the way that Luke tells the story, he writes it to really emphasize how impossible it was for Peter to escape and how miraculously God rescues him. Начинот на кој Лук ја пишува и објаснува оваа случка е назначува како Петар е заробен и чуван на таков начин што не може да се ослободи по човечки начин и како Бог на чудесен и веројатен начин го спасува. So in verse 6, it's the very night before Peter is going to be tried. Во стих 6 пишува дека денот или ноќта пред Петар да биде суден се случува работи. Peter is chained to two soldiers and there are sentries outside the prison door. Петар е чуван од двајца војници и има стража, римска стража надвор исто. And God sends an angel, and there's a miraculous light. И Бог праќа ангел и има невидена светлина. It's so miraculous that Peter doesn't know if it's real or if he's just having a dream or a vision. Толку големо е чудото што Петар не знае дали е реално ова што се случува или е само сон или визија. Verse 9 says that as they go out of the prison, verse 10 says the gates just magically opened before them. Стих 10 пишува дека вратите од затворот магично се отвараат. Everything in the story is emphasizing that this was a direct act of God. This was not normal. You couldn't explain it any other way. It was a miracle. Се што е напишано во оваа историја покажува дека ова е дело на Бог и е чудо и не може да го човек да го направи. Е невозможно. So much so that even the very people who are praying for this can't believe it when Peter knocks the door and he's being delivered and their prayers are answered. Толку големо е чудото што дури луѓето кои се молат за Петар да излезе не веруваат кога Петар им се покажува на врата. Sometimes preachers are a bit hard on these people as they pray and they say they had no faith. Don't think that's fair. Понекогаш пасторите кои проповедаат на овој текст не се цврсти или лоши кон луѓето, зашто викаат немале вера, се молат, а пак за нева не веруваат дека Бог може да го спаси. I think the whole point of the story is that what God did was so impossible that even those who were praying for it couldn't believe it happened. Да, значи историјата е толку чудесна и Бог направил големо чудо што дури тие што се молат за чудо не веруваат дека се случило. Let's stop the story for a minute. Let me ask you a question. Да застанеме за момент и најде да ве прашаме едно прашање. Is your vision of God big enough for something like that to happen?
Дали твоята или вашата визия или перспектива на Бог е толкова голема, дека Бог може да го направи. We live in a day of small things. And the great danger in a day of small things is that we begin to think we have a small God. Ние живееме во време на мали работи и нашата перспектива со тек на време се префрла на Бог, како Бог да е мал исто. And I think one of the reasons that Luke is telling us this story is because he wants to increase our vision, our expectations, to realize that God is greater than we think. Едната поента што Лук сака да ја долови, да ни објасни во оваа сторија или нарација е дека Бог е голем и е многу голем од тоа што ние мислиме за него и имаме перспектива за него. Now we all know that in theory. If we took our theology exam, we would know that God is eternal. We would know He is our creator. We would know He is our sovereign. Ние како христијани го знаеме тоа по теорија. Ако некој не праша или ни даде испит по теологија, ќе кажеме секако дека Бог е вечен, дека Бог е создател на се, дека Бог е суверен и во контрола на се. But it's one thing to know it in theory, but it's another thing to actually be living it day by day. Една работа е да се знае ова во теорија или во умот, а друга работа е да се практикува во секојдневниот живот. And what Luke is giving us here is something that can deepen our awareness of just how great God really is. И Лук со оваа сторија сака да ни ја зголеми и да ни прошири нашите перспективи и знаења за Бог, колку Бог е голем и чудесен и неверојатен. Because God really is eternal. He is outside of time and space. He's not limited by any of the things that would limit you and me. Бог е вечен и е надвор од простор и време и не е никаков начин ограничен со работите што не ограничуваат нас како простор, време, материја и овој свет. He really is the creator who brought everything that is out of nothing. Тој навистина е создателот на се и не само што создал се, туку создал све од ништо. And so whenever God comes to something, sees something, He is coming to something which is much smaller than Him, something that He is far greater than, above and outside of. Кога Бог сака да направи нешто, чудо, како например, тоа е многу мало за него. Тоа е многу поголем и надвор од тоа што прави, сака да направи. We see it perfectly in the Lord Jesus Christ. Тоа го гледаме совршено во Господ Исус Христос. Here is the great Creator who has stepped into our world, into space and time, who has taken our flesh. Тоа го гледаме во Господ Исус Христос, кој како создател на се доаѓа како во човеково тело во време и простор. And when the Lord Jesus came into town, great things happened. The blind came to see, the deaf came to hear. И кога Исус Христос дојде на оваа земја и одеше по патот, по каде што живееше, правеше чуда. Вторите даваше поглед и видение. И други чуда правеше. The demons were driven out. Even the dead were raised. Демоните беа избркани, тие што умрените беа воскреснувани од гробот. So the first thing I want to bring to you this evening is
that whatever the obstacles are that you face, that this church faces, that your nation faces, God is greater than any of them. Првата работа што сакам да ви ја укажам ова вечер е дека Бог е многу поголем од личните ваши проблеми, од проблемите на оваа црква и од проблемите што оваа држава се соочува со. If you have great doubts or great fears or great anxieties, He is greater than them. Ако имате големи стравови, сомнежи, невера, Бог е многу поголем од сето тоа. And when we think of the world out there and the great needs that there are in people's lives, He is greater than any of those needs, whatever they may be. И кога ќе ги погледнеме проблемите што се околу нас и во светот воопшто, мораме да имаме во перспектива дека Бог е многу поголем од сето тоа, сите проблеми човекот кои ги има. So there's the first thing. Sometimes there are miracles that God can do. We have to believe that. We have to have room for that in our thinking, in our praying, in our expectations. Првата работа што овој текст ни кажува е дека Бог прави чуда и може да прави чуда. И ние мора тоа да го имаме во предвид, во нашите животи, во нашите молитви и се што правиме како христијани. Okay. So far, so good. Second point. Сега да дојдеме на втората точка. Sometimes there are miracles, yes. But this passage also does something else. It tells us sometimes there is disaster. Иако Бог прави чуда, овој текст ни кажува дека понекогаш има и катастрофи и лоши работи. In our excitement about the great story of Peter being rescued, it's easy to miss verse 2. Во нашата возбуда како Петар е спасен од Бог, многу лесно е да промакне или да не се види стих, вториот стих од главата. So before Peter was arrested, James was arrested. Затоа пред Петар да биде заробен, Јаков беше заробен. And Peter was rescued, as we've been reading. Петар беше спасен, како што прочитавме. But there was no rescue for James. Но немаше спасение за Јаков. So James sat in prison. No angel came. Јаков исто седеше во затвор и не дојде ангел за него. And James was through the whole night before his trial. No bright lights, no gates opening for James. Јаков исто беше во затворот и немаше светлина за него. Ангел не дојде до него да го спаси. Не се отворија никакви порти за него. And James was taken out and executed. И Јаков беше изваден од затворот и погубен. So the question is, I think, what are we going to do with that? Со прашањето е што ќе правиме со ова. Because you and I could tell stories of our own lives, and there would be times when God has done great things for us, but there would also be times when God seems to have done nothing, and we have been left to go through some great difficulty, like James. Кога ние кажуваме историјата на нашите животи, исто можеме да видиме работи кои аспекти од нашиот живот каде Бог прави чуда и позитивни работи, добри работи, но исто има аспекти од нашиот живот каде Бог не прави чуда и има лоши работи. And there have been times in the history of the church where there has been no great revival, but churches have died and life has been hard
and there has been persecution. Во историјата на црквата може да видиме дека исто имало тешки времења, каде немало пробудување и животот бил тежок. And so we all know that for every Peter, there's always a James. И ние знаеме дека за секој Петар секогаш има Јаков. And it's not easy being James. И не е лесно да се биде Јаков. So what shall we say? Што ќе кажеме за ова? Shall we say that God was unable to save James? Ќе кажеме ли дека Бог не беше способен да го спаси Јаков? Was God caught out when James was arrested and he didn't have time to think? Дали Бог немаше време да размисли што треба да направи со Јаков? I'm imagining that, like me, you're not willing to say that God is unable. Мислам дека ви исто нема да кажете како мене дека Бог не беше способен да го спаси Јаков. Yeah, we believe in the God of the Bible, whom no one can stand against, who does whatever pleases him. Ние веруваме во Богот на Библијата, кој прави што сака и никој не може да застане пред него. We believe in a God of unlimited power, whom nobody can oppose. Ние веруваме во Бог со безпрекорна моќ, кој никој не може да го владее. So I'm not willing to say that he is unable. That's not the explanation. Јас нема да кажам дека Бог не може да го спаси. Тоа не е доброто објаснување. Was it then the church's fault? Did they not pray enough for James? Дали беше вината кај црквата? Може би тие не се молеле за Јаков. If only they had had more prayer meetings, if only more people had come, if only they had prayed longer and harder, would James have been rescued too? Што ако тие се молеле повеќе луѓе дошле на молитва? Дали Јаков би бил спасен тогаш? Дали е вината кај црквата? Is that the explanation, that these people didn't pray enough? Дали е тоа објаснувањето дека овие луѓе не се молеле можеби доволно за Јаков? I don't want to go there either. Јас така не ќе да размислувам исто. I think that's a huge burden to lay on anyone, to tell them it's your fault that this happens. Тоа е голема тежина и неправда да се каже на некој ова е твоја вина зашто вака се случи. I think it's an unbearable burden, a crushing thing that these people, if it were true, if it was said to them, would never recover from. Е толку голем товар на некој човек да му кажеш дека е твоја вина во случајот зашто Јаков е погубен, што тој не може да го издржи. So we still haven't got anywhere. What shall we say? What happened with James? Што сега ќе кажеме зашто се случи вака со Јаков? Well, this is what I will say. I will say there are many things we simply do not know about God and the way He deals with His people. Ова работа ќе кажеме дека многу работи ние не знаеме, зашто Бог така направил, го оставил Јаков да биде погубен и како Бог делува и се движи и работи со своите луѓе. So there are many things we would like to know, but which we do not know the answer to. Ние сакаме многу работи или би сакале да знаеме, но за жал не ги знаеме. But having said that there are things that we don't understand, that we don't know, I'd also want to say there are certain things we do know. Иако кажав дека некои работи не знаеме, има многу работи кои ги знаеме. We know that our God understands. Ние знаеме дека нашиот Бог разбира. Because our God is not afar off in the heavens. Our God is the God who was made flesh and dwelt among us. Нашиот Бог не е некој Бог
одлепен во небесата, туку е Бог кој се направи човек и се сочувствува со нас и нашите маки. And our God came down to become one of us and to identify with us. И нашиот Бог дојде и стана еден од нас да се идентификува со нас и нашите проблеми. And they called him the man of sorrows. Тој беше наречен човек на маките. And we read that he was tempted in every point, just like we are. И читаме дека тој беше искушуван во секој поглед, како исто и ние. And it doesn't matter what situation you're in, what emotion you're experiencing, or what hardship you are tasting, he has been there too. И било која непријатност, тежина, мака емоција да ја чувствуваме, тој знае и исто тоа го чувствува. Are you misunderstood? Well, he was misunderstood. Ако си неразбран, исто Исус бил неразбран. Have you been betrayed? Well, he was betrayed. Ако си бил предаден, исто Исус бил предаден, не знае како. Have you been rejected? Well, he was rejected. Дали си бил отфрлен, тој беше отфрлен. Have you been bereaved? Are you in pain? Well, he was bereaved and he knew all about pain. Дали си во маки и во болки, тој исто беше во големи маки и болки. Are you facing injustice? Are you facing death itself? Well, he faced injustice and he faced death itself. Дали се соочуваш со неправда или со смртта? Да, тој исто се соочи со голема неправда и со смртта. We have a God who has come down and died on a cross. Ние имаме Бог кој дојде во време и простор и умре на крст. So he has stood where we stand and he has tasted what we taste. Тој стоел каде ние стоиме и вкусил ние што вкусуваме. So whatever I don't know about what he is doing, I know beyond all doubt that he understands. Иако не знам сите детали како Господ ги движи работите во светот и ги движи работите со својата црква, знам дека тој разбира и се грижи за неа. Then I'll go a bit further and I'll say we know something else. Not only does he understand, but that he cares and is moved, and more than that, he saves. Не само што тој разбира нашите проблеми, туку е допрен и длабоко поводен со тоа што на нас не се случува, и не само што се грижи, туку и спасува. Because when he experienced those sorrows and that rejection, and when he died on that cross, he wasn't just coming to feel what it was like to be us. Кога Исус ја почувствува болката, посебно болките и маките пред крстот и на крстот, тој не само што сакаше да почувствува болка, него сакаше да се идентификува со нас. He was coming to take our sins and our sorrows upon himself and to pay the price of our guilt and our rebellion against God. Тој ги зема нашите гревови на крстот и зема потполна одговорност за тоа што ние сме го направиле и ја почувствува и ја искуси Божјата лутина за нашите гревови. So whatever I don't know about what he's doing in my life, I know he understands, and I know that he loves, and I know that he saves. Иако не знам некои работи како Господ оперира со мојот живот, знам сигурно дека Бог се грижи за мене, ме сака и се идентификува со моите проблеми и спасува. And I'll go even further. I'll say
in response to all this, that actually there are two types of miracles that God will do. Јас исто би сакал да одам понатака во контекстот на чудата и има два вида на чуда кои Бог ги прави. There is the sort of miracle that he did for Peter, which happens in our lives, which solves the problem, which changes the situation. It's an out there miracle. Има чудо кое Бог го решава и го прави надворешно, како што е случката со Петар. Надворешен проблем, макате шкотија, Бог ја решава на невиден, неверојатен начин. So there are the out there miracles which God sometimes does, which is right to pray for and to know that he could and to look for him to do. The out there miracles. Има, значи, има чуда кои се надворешни и Бог ги прави надвор од нас. But there's another type of miracle in the scriptures, and this is the in here miracle. Значи има исто втората концепт на чудата е чуда кои Бог ги прави внатре во нас, во нашите срца и ума. This is the sort of miracle that Paul talks about in 2 Corinthians 12. Ова е видот на чудата кој Пол го објаснува и разработува во 2 Коринтијаните 12 глава. Where Paul has a thorn in the flesh. He's suffering in some way, and he prays for it to be taken away. He prays for an out there miracle. Павле во 2 Коринтијаните 12 се моли за трнот во телото што го имал, да биде ослободен од тоа, да биде спасен од тој трн. And he prays 3 times for an out there miracle. Take it away, Lord. Please, take it away. И тој се моли дури 3 пати за тој трн да биде искорнат, изваден од неговото тело. And in 2 Corinthians 12 verse 9, God says to him, no, I'm not going to do that sort of miracle. I'm going to do a different sort of miracle. И во 2 Коринтијаните 12 глава стих 9, Бог му вика не, нема да направам ја такво чудо за тебе, да го извадам надворешно твојот трн во телото, туку ќе направам поинакво чудо. And God says to him, I'm going to give you grace so that you can bear this and live through this. И Бог му вика ќе ти дадам милост за да ти издржиш и живееш низ теговите и маките на овој трн што ти е во месото, во телото. And if God does not do an out there miracle, you can know that he is committed to doing the in here miracle. И ако Бог не направи надворешно чудо за твојот живот, сигурно знај дека е обврзан да направи внатрешно чудо за тебе. And so, the second thing I wanted to say is really to ask, is your vision big enough, your vision of God big enough, even for that? И втората работа што сакам да ве прашам е дали вашата визија за Бог или перспектива која имате за Бог е толку многу голема што вие сте спремни да го прифатите тоа чудо кој Бог сака да го направи во вашите животи внатрешно, не надворешно. It takes a big vision of God to ask him for an out there miracle. Треба да си има голема перспектива и визија за Бог, да го прашаме Бог или да се молиме на Бог да направи надворешно чудо надвор од нас. But it takes an even bigger vision of God to trust him in the dark, that he will keep you and bring you through with an in here miracle. Но треба многу поголема визија и перспектива да се има за силата и големината на Бог, кога ние сме во темнина, во маки, за да тој ни даде сила, за да ние ги пребродиме тие маки со цел да Бог да направи натрешно чудо во нас, тоест трансформација на нашите умови и срца. Okay.
third thing. First thing we saw is that sometimes there are miracles. Second thing, sometimes there is disaster. Првата работа што видовме од текстот е дека понекогаш Бог прави чуда, понекогаш се случуваат катастрофи. But we haven't quite got to the bottom of this chapter because there's a third thing. Но не дојдовме до дното на оваа глава, бидејќи има и трета работа што Бог прави. And the third thing is that whether there's a miracle or whether there's disaster, always there is progress. Третата работа е што било дали да има чудо кој Бог го прави или има катастрофа или непогода или злодело направено, третата работа е секогаш има прогрес. And that's what this chapter is ultimately about. It's saying to us whether there is a Herod in the way or not, God's kingdom comes. И ова е поентата на главата, е да каже или да објасни дека без разлика кој да стои на патот, било да е мокен Ирод или кој да е било, секогаш има прогрес и Бог никогаш нема да биде запрет. So, we're looking now at verse 20 to verse 24. We have Herod, and Herod is the ultimate nightmare for the church. Го имаме сега да погледнеме стих 20 до 24 и овде се разгледува Ирод, кој е најголемиот ноќен кошмар за црквата. He's powerful, he's full of anger, and he's decided it's in his interest to destroy the church. Ирод е моќен, има голема власт, е луд и решава дека е во негов интерес да ја уништи црквата. And to the readers and to the early Christians, Herod just looked unstoppable. И за раната црква и раните читатели на овој текст, Ирод навистина изгледал дека ништо не може да го запре. And so you come to these last verses from verse 20 to 24 where something wonderful happens. И во овие последни стихови на главата гледаме дека нешто неверојатно се случува и нешто многу убаво. Here is Herod, the unstoppable enemy, and God stops him. Еве го Ирод, тој што не може да биде сопрен, непријателот кој е од човечка перспектива несопрев и Бог го сопира. And here is God demonstrating that it doesn't matter how big the issue, God can deal with him and the gospel will go forward. И ова гледаме дека било што да се случи, кој да било проблем, Бог ќе го реши и евангелието ќе оди напред. So in verse 21 we have the word of Herod. Стих 27 го имаме зборот на Ирод. He's standing before the people of Tyre and Sidon and he's preaching them a great sermon about himself. Ирод стои пред луѓето на Тир и Сидон и им држи пред неверојатно предавање за колку е он голем и успешен и моќен. He's doing the sort of thing that politicians do, talking on and on about how great he is and about the wonderful things that he has done. Ова е типично што го прават политичарите, зборат за себе и колку се они добри и квалитетни и ефективни и колку многу работи може да направат. I hope that doesn't get me into trouble. Се надевам тоа нема да ме донесе никаква негода. And the crowd are enjoying it. They are telling him, "You are a god, not a man." И толпата навистина ужива во неговиот говор и вика: "Ти не си човек, ти си Бог." They have to say that because they need food from Herod, so they want him on their side.
Тие мора да го каже тоа, бидејќи се зависни од Ирод, и зависат од него за нивниот живот. Треба храна од него. So there's the voice of Herod, the word of Herod. So ете го зборот и гласот на Ирод. And God, we are told in verse 23, because he does not give glory to God, he strikes him down. И во стих 23 кажува дека бидејќи Ирод не дал слава на Бог, Бог го исекува, го удира. And then verse 24 is the punchline of the whole chapter. The word of God increased and multiplied. И стих 24 е поентата или главната точка на главата и вика Божјиот збор се ширеше и растеше. Ќе прави контраст меѓу зборот на Ирод и зборот на Ирод. So there it is, the word of man, so impressive, so certain, so powerful, and yet it will fail. But the word of God, often so hidden and often so unappreciated, will continue and grow. Контрастот пак е зборот на човекот кој е моќен, влијателен и кој очигледно во наши очи просперира, и Божјиот збор кој е многу често скриен и не многу популарен, тој се шири и расте, а човечкиот збор опак е умре. So let me leave you with that thought. You as a church, you are not making a mistake. In pursuing the Word of God, you are not making a mistake. In preaching the Word of God, you are not making a mistake. This is the thing that lasts. This is the thing that changes lives. This is the thing that the world desperately, desperately needs. Сакам да ве охрабрам како црква дека вие не правите грешка што сте толку фокусирани на Божјиот збор, зашто Божјиот збор е решението, е тоа што менува, е што е вечно и што ќе донесе резултат. We must give ourselves to the unglamorous work of spreading the word in our own hearts, in our communities, in our families, more and more. И ние мора да се посветиме и предадеме на толку непопуларната и не сјајната во човечки очи работа, да го шириме Божјиот збор во нашите срца и во нашата средина и општество и држава. So I want to say, be encouraged. Тоа што сакам да ви го кажем е бидете охрабрени од Божјиот збор.